Добар ден, јас сум подготвена, верувам и вие, повторно, како и вчера и сите денови наназад, повторно да бидеме вклучени и активни во нова дискусија. Откако 1060 функционери добија покачување на платите од 78%, Министерот за финансии Фатмир Бесими вели не е најповолно време за зголемување на платите за работниците, бидејќи ќе се зголемел дефицитот во буџетот. Не сум многу омилен министер кај синдикатите, затоа што велам дека не може да се покачат платите во јавниот сектор ако нема зголемување на продуктивноста и ако не се зголемат платите во реалниот сектор. Дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78%? Тука за 100% ве подсетувам дека треба да не заследите на Facebook Црвена линија, секако Twitter, профилот на Телма телевизија на Facebook и задолжително, драги мои, на Instagram. Кликнете и на Instagram Story анкетата, сега ќе ви доловам како изгледаме таму кога ќе кликнете, а ќе ве пречека и денешното прашање. Едноставно истото го поставувам и за оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија, а тоа е: се зголеми ли продуктивноста на функционерите за 78%? Две опции за одговор: да, не. А резултатите ќе ги соопштиме таму некаде кон крајот на ова денешно издание на Црвена линија, или поточно да речам по рекламите. Оно што секако од вас сакаме да слушнеме, дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78% и дали продуктивноста еве кај функционерите се зголеми за 78%, оноку колку што се зголемија и нивните плати. 5 линии се активни: 023070005. Па еве сакаме навистина да слушнеме што ќе кажете околу продуктивноста и дали еве се потврдува на правило дека анормно зголемување на плата значи голема мотивација, меѓу другото и зголемување на продуктивноста кај работникот. Во овој случај зборуваме за функционерите. Ги зголемија платите за 78%, а дали и со тоа се зголеми нивната продуктивност? И дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78%? Добар ден, ако го имаме и првиот гледач во Црвена линија. Дали се слушаме? Најверојатно имаме молку од другата страна, но како и да е, ќе се пријавите, ве јас ќе подсетам, знам дека можеби веќе сме и досадни, но мора така да биде. По неколку пати повторуваме дека треба да се намали пред се тонот на ТВ приемникот при секое вклучување во Црвена линија и затоа ве замолуваме ви на самиот почеток, особено оние кои што можеби немаат традиција или немаат искуство да се вклучуваат во контактни емисии како Црвена линија. Значи, златно единствено правило за да нема повторување на звукот, да немате впечаток дека некој друг зборува наместо вас и секако да немате впечаток дека воопшто не ве слушаме. 023070005 и да се намали тонот на телевизорот. Да видиме дали првиот гледач го стори тоа. Добар ден. Добар ден. Одлично, јас ве слушам, верувам и вие мене. Да, одлично ве слушам. Ви посакувам убав ден. Платите на работниците во реалниот сектор никогаш нема да се зголемат за 78%. Бидејќи тие не ги сметат за наши граѓани, само функционерите се граѓани од прв ред кои може да уживаат во платите. Меѓутоа, мене многу ми е чудно што никој не превзема, ни власта, ни опозицијата да предложи измени на законот за да не можат да бидат платите зголемени за 78%. Не може опозицијата да се правда дека они ако поднесат предлог, власта нема да го прифати. Нека го поднесат, па да видиме кој ќе го прифати, кој нема да го прифати. Од друга страна, со овие плати зголемени за 78%, знаете дека они имат закон за апанажа, па после една година по завршувањето на мандатот ќе ги зимаат овие плати. Па нека пресмета некој колку се тоа пари, колку милиони, стотици милиони евра.
А ние се задолжуваме со камати и кредити за функционерите да земат плата зголемена за 78%. А верувате ли дека Државата веќе се зголеми и нивната продуктивност, бидејќи е зголемена толку за продуктивноста нема што да се зголеми, пошто тие ништо не произведуваат, тие ништо не прават. Која продуктивност? Еден пратеник, народот го... Ке подсетам 90 секунди е време трењето, но нека не биде ова пречка и ако сакате повторно да се вклучите во црвена линија, секако репете е дозволено, завртете го повторно бројот и добите нови 90 секунди. Ке подсетиме дека ово беше донесено со одлуката на Уставен суд, што значи, ете, со Уставниот суд всушност се објаснува покачувањето, односно дека не може да се влие врз одлуките токму на Уставниот суд. Но може ли овие 78% според вас да влијат и на продуктивноста на функционерите кои што си ги покачија платите и дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78%? Да видиме што ќе кажете секако веќе со вклучувањето на новиот гледач. Добар ден! Добар ден! Ви посакувам пред се убав ден, па еве се покачија ли платите во реалниот сектор? Здраво, Тине. Здраво. Сакам да ве поздравам. Голем поздрав и до вас секако. Вашата телевизија, Нада на телефон. Ве слушаме, еве, кои ќе бидат вашите одговори? Дали се зголемија пред се платите во реалниот сектор? Што велите? Јас сакам да ја пофалам вашата телевизија, имате одлични програми. Благодарам. Секоја тема ви е добра. Секоја емисија, меѓутоа нема да дискутирам на темата, само сакам да ве поздравам и да ви кажам дека сте прекрасна телевизија. Прекрасен тим. Ви благодарам многу. Благодарам многу, еве, за пофалните зборови. Тоа е за нас доволна мотивација, нели, да бидеме и попродуктивни. Секако важно ни е како мислат граѓаните во однос на тоа што подготвуваме за вас, а секако најмногу со црвена линија очекуваме да ве слушнеме вас, дека ова е тој простор каде што јавното мислење, тоест граѓаните, некој ги прашува и секако треба да се знае како се чувствуваат граѓаните по многу нешта за кои што дискутираме. А кога веќе сме кај дискусија, еве да почнеме и со твитерџи, веднаш да ги вклучиме во ова издание на Црвена линија, еве што издвоивме за денес. Еве што напишал Ливер. Подобро да што прашал. Колку амандмани има од ВМРО и Левица за покачување на платите од 78%? Еве, ова е еден твит од Ливера. Ние ве прашуваме пред се дали се зголеми, забележувате ли зголемување на продуктивноста на работата на функционерите со покачувањето од 78% на нивната плата и дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78%? Добар ден! Дали се слушаме? Да ме слушаш. Да, сега веќе ве слушам, во црвена линија сте, повелете. Така би рекол да реален сектор да значи тој што ги прави парите, така? Значи фирмите приватни такви работи, додека другото е поддржана капа или грешна. Ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Не ме одговоривте потврдно дали е тоа реалниот сектор. Значи, тие што прават парите, значи приватните фирми. Па еве и состојбата со приватните, но ние веќе зборуваме дека зборуваме и за реалниот. Да не избориме, добро, значи да, има покачено, има, значи си имаат они покачено, а они се приватен сектор и може да покачуваат колку сакаат. Како што знам, имаше некој податок. А во администрацијата и во останатите сектори? 90 и нешто милиони беа. Таму други имаше некој дете од 45 милиони евра, или 1000 евра, да 1000 евра, 45.000 евра и 90.000 евра, тој беше максимум. Значи, они може да се покачуват, али затоа нивните крампачи, ромбачите нивни, значи, измеќарите, значи, ние сме тие измеќари работниците, ќе се има по 20.000 и толку ќе биде све максимум. Иначе, ништо не е саглам направено во оваа држава како што треба, све е нереално. Така да, ова е аздусување и забеганост. Значи, ништо повеќе, али нема кој да им запре на патот. Што да правиме?
Нема кошници, нема ништо, возилото е залетено. Морам да подсетам, иако знам дека редовно се вклучувате во дискусиите, 90 секунди, тоа е време трењето на секој излагање, но како што кажав на почетокот, секако дозволено повторно да се јавите да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас да слушаме кои ќе бидат новите одговори од новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. За реалниот сектор нема пари за покачување, бидејќи плаќајќи ги они даноците и сите други давачки спрема државата, тие пари им ги земаат функционерите без никаква реализација, посебна зголемување на нивните активности. Меѓутоа, уште нешто би кажала, во собранието пратениците ги бираме да присуствуваат на седници. Дали ќе гласат или не по одредени закони, ова не, тоа е нивно право. Меѓутоа, тие не присуствуваат, значи не се на своето работно место, а се зимаат цела плата. И зошто не се најде еден кој ќе поднесе иницијатива до Уставниот суд за законот за апанажа, бидејќи тој е спротивен и на законот за работни односи, бидејќи сите овие што ги користат апанажите се во редовен работен однос, и што ми престанува работниот однос, зашто престануваат сите обврски спрема нив. Значи, тоа е законот за работни односи. Плюс не е согласно ниту уставот, со уставот овој закон, затоа што сите сме равноправни. Која е равноправноста? Некој да седи дома и да зима плата претhodно што ја земали тоа цела година. Па тоа го нема, мислам, ни во светот. Затоа нашите граѓани има некои кои плачат за парче леп. А верувате ли дека ќе им се зголеми продуктивноста со зголемување на плата? Која зголемување на продуктивност немаш? Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжете да не следите, да слушаме што ќе кажат останатите. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Дали ќе се зголеми продуктивноста на функционерите? Да. Па како не е зголемено? Миналата година од 365 дена работеле само 88. Као прво. Као второ. Турција, знаете ли колку жители е? Тино, дали се слушаме? Да, бе, не ви упаѓам во збор, ве слушаме, продолжете. 80 милиона. А парламентарниот состав има 600 пратеника. Ние со една држава од 2 милиона имаме 120 пратеника. Каква непродуктивност ја изедува држава и мова не ги лази. Јавниот сектор никош нема да ја прати платите како функционерите. И под изговор Уставниот суд, не се мешаме во уставноста на судот, на одлуките на судот, а и Мицко и Ковачевски си тераат само нивното. Као прво, као трето, четврто тамо. Па кој работи 8 сати во држава? Дали знаете ли вие? Па никој не работи 8 сати. Што се буна тамо? 8 сати работат, 12 сати приватниците работат. Дистрибутери, граđevina, приватни фирми. Работи за администрација. Влада ли работи? Како не им е срам? Срам да им е. И плата, ја не... Цениме што се вклучивте и вие во ово издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате, одиме со твит. Гума внатрешно има напишано, практично има твитнато во однос на овој наслов, каде што стои дека речиси 12.000 газди не пуштиле февруарска и мартовска плата. Ова беше објавено на 28 април, но затоа Гума внатрешно напиша. Сега јасно ви е зошто бегаат од овде? Ама важно за политичариве 78% покачување може, а народот не може ни своите 20.000 денари да се ги земе. Што мислите, Иве, ќе се зголеми ли продуктивноста сега на функционерите со ова зголемување на платите и дали реалниот сектор ќе ги зголеми платите за 78%? Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно би ве замолила. Добар ден. Добар ден. Сега се слушаме. Повелете. Јас сметам дека голема лага
и магла се створи во Македонија со овие 78% за функционерите. Именно, Уставниот суд ја укина одредбата. Меѓутоа, Уставниот суд не нареди на никого да се исплаќа толку. Меѓутоа, оној кој сака да зема и треба да бара, а додека јас сметам дека и така треба да види. Владата можеше да продолжи со стариот личен доход, односно плата, се до донесување на одредби за изменување на законите за исплата на плата. Што значи, овој народ е доведен во огромна заблуда. Алчноста на функционерите е преголема, што значи, да пояснам уште еднаш, не е вистина дека Уставниот суд носи наредба, но тој само кажа дека треба вака да биде. А како ќе биде, владата се одредува. Што значи, функционерите и сите, додека се донеси нова одредба, нов закон, треба да се земаат плата онака како што и земаат. А не да го замајуваат народот дека мораме да почитуваме одлука на Уставен суд или било што. Затоа како што не почитува и одлуката од Уставниот суд за законот за работни односи. Сработа е ова. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Име да слушнеме што ќе рече следниот во однос на тоа дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78%, што се однесува до функционерите се зголемија платите за 78%, но ве прашуваме дали забележувате зголемување на функционалноста во однос на работењето. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Кој е тој нереален сектор? Ова е реален. Кој е нереалниот сектор? За приватниците знаете дека тие одлучуваат во однос на својата фирма. Тие се нереални. Јас, например... Администрација каков сектор е според вас? Дозволи, администрацијава, јас да сум на нивно место. Јас не 78, 278 ќе се покачам. Сум начекал. Што сакам, тоа ќе правам. Мислите на функционерите, не на администрацијата? Дозволи, јас у банка работев и приватно напуштив, знаев дека можам да заработувам повише и пред 7-8 години, мори 10 има. Платата си ја качи 150.000 за да земам поголема пензија. Ама што ми рекло социјално, вика, не може, вика, од одредена сума, вика, да земаш поголема пензија, не плаќај толку допринос. Ете, овие рамиле, овие, како да речем, мршојатци се. Затоа реков да сум ја на едно место, 300% ќе се качам платата. Ќе го матам народот, ќе го лажам, ќе грабам, ќе пустам, ќе штурам. Никој не ми смета. Си чутат луѓето. Овие си качуват и си терат. Ама викале, нека викаат. Така, благодарам многу за јавувањето. Ако има гледачи, секако ќе преминеме веднаш на вас, а потоа и малку повторно на Твитер. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Дали ме слушате? Да, убаво ве слушаме, повелете. Сега. Прво и основно, во Македонија образованието е пустош. Има 10 може универзитети и 100 факултети. Сето е неписмено со дипломи и сите се во пратенички состави. Тие не разнесуваат за иднината на народот. Тие разнесуваат тамо да грабна за себе. Уставниот суд треба сместо да понесе оставка комплет. Како сме Уставниот суд да дозволи вакво нешто? Друго, го нема никаде господино од опозиција Мицковски да каже и да прети дека ќе бара предвременни избори доколку платите не се врата како што се. Дали знаете ви колку плати тие земавме луѓето? Овој народ, ако дојде 2001 кој што беше, нема да одиме во Карпалак. Ќе одиме в собрание и ними да ги очистиме од тука. Пријатно и фала.
Благодарам многу за јавањето. Еве имаме гледачи нешто пократко од своите предвидени 90 секунди, но секако со став и одговор на нашите прашања. Ајде повторно со Твитерџи, значи ги читаме и малку и вие да слушнете како размислува Твитер заедницата, можеби ќе се надоврзете, можеби нема да се сложите со некој од нив, но како и да е, интересно е да слушнете. Б5 има напишано, условите за работа се лоши, тешко се покриваат трошоци. На што Биг Боус напишал со наметнати мерки од владата за 5% маржа, арно и што не затвориле 12.000 фирми. Сметате ли дека реалниот сектор дали реалниот сектор според вас ги зголеми платите за 78% и колку ќе се зголеми продуктивноста на функционерите со оглед на тоа што ете мотивот е зголемување на 78% на платите. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден тебе. Добар ден телевизија Телма. Благодарам. Јас мислам дека зголемувањето на платите е реалност. Бидејќи овие луѓе таму се утепани од работа. Знаеш ли колку е тешко да седиш цел ден и да притиснеш на копче да кажеш да или не. Значи стварно многу работат луѓето. Овие денес таму ќе изјадат еден бол, јадењето е спремано. Ќе испијат еден тон кафе, ќе испијат еден камион пијалаци, било алкохолни или безалкохолни. Луѓето навистина заслужиле. Значи тука треба да имаш мозок, да смениш име на една држава, да направиш договор со бугарите, па француски договор, тука навистина луѓето заслужиле. Значи, не е важно да приме дали некој работи земјоделие ако држа мотиката, па тоа е будала, затоа држа мотиката. Нека уча да стави прсто на копчето и готово, заврши работа. Или некој тутунар што работи цела година, маши жена за 3.000 евра, на 4.000 евра и плюс ќе плати данок. И тутунар што не е покачен 7-8 години, да не кажам и 10, субвенција што не се каче за тутунар 6-7 години. Тука не се важи тие. Важи се тие таму во парламентот. Значи да се земат голема плата. Па не знам што, па еве денес слушаме гувернерката дека продуктивноста нема да зголеми, значи ја убило војната во Украина. Добро, ајде војната. Дали само за нас обичните граѓани важи војната, има нели инфлација или за овие во парламентот? Како не им е срам, јас не знам. Ајде да ја покачи платата 20-30% и тоа е многу занимната работа. Ама да ја покачиш ти платата за 78%, значи јас се извинувам, тоа може се. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас на 023070005. Зборуваме за тоа дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78% и дали забележувате зголемување меѓу другото на продуктивноста во работењето на функционерите со зголемувањето на платите од 78%. Добар ден. Добар ден, почитување, како сте? Добро е. 78% сме одлично. Вака, значи, ова се наслушавме подолго време од тоа тие си направија што си наумија и ова е една трагедија на еден народ кој бидејќи секое констатирање на овие состојби, а тоа е, не знам како вас вие издржувате, истото жалопојки, мњаукање, иронија и ништо друго. Нигде во светот мислам дека не се сетало да еден народ бара по телевизиските емисии понапред, каде што вика да дојдат странци да ни ја следат држава. Да дојдат странци да ни прават ова. А ние ќе седиме дома и вака ќе се јуначиме на телефонот и ќе кажуваме колку сме јуначи, без никаква иницијатива. И ја предлагам, тоа се согласам претходно на една друга телевизија кажа, ако може не само 78, 178 и од сите на, јас сум пензионер, пошто вака еве се јуначиме, никој не излегува, ни иницијатива има, од сите нас да може да земем барем, еве ние што имаме до 15.000 евра, евра. Дај Боже да имаме сите до 15.000 евра. Да, добро, дај Боже, ама тоа е лапсус бој. Им дајаме по 5.000 пензионерите и сите други по 100.000. Важно, тие се, кога ќе начекаат некого, зашто да не да направат? Така, благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден, Дина. Па има се покачија ли според вас платите во реалниот сектор? Што ќе кажете? Не. Јас питам дека они
на докторите 2000, како да ги саме. И тие факултет да учи. А они по 2000 евро. Работа голема. Голема работа. Докторът е колега него. Колега му е. Укретавачи. А забележувате ли покачување на функционалноста кај функционерите со покачувањето на платите од 78%? Не, тоа треба да се намали. Да се тоа наставено и да ги исторат да намали. Ами како бе? Кој е тој уставен суд да големо пат? Кој е? Уставен суд. Имено во светот текаде. Уставен суд да големо пат. Не сам ја. Ани ова е голема срамота. Голема срамота. Некој да нема да еден, они може да пат. Срамота, тина, срамота, ето тина. Благодарам многу за јавувањето и водиме повторно со коментарите на Твитерџи. Катерина Велика има напишано: во Македонија живеете, дечки. Ке ви биде уште полошо за жал. Политичарите ве испокрадо и во сиромашија. И уште ве крадат и ве прават будали. А вие не мрдате, се спиете во тиквите. Ајде да слушаме дали се зголемија според вас платите во реалниот сектор и дали ќе се зголемат за 78%, а истовремено прашуваме и дали забележувате зголемување на продуктивноста во работењето кај функционерите со оглед на тоа што тие си ги зголемија платите за 78%. Добар ден. Добар ден. Па вака, јас ќе го кажам своето размислување околу ова покачувањето. Една изрека ќе кажам: ал ја волим овај режим, свако ради, а ја лежим. Толку се продуктивни нашите политичари, значи и да речам и градоначалници кои добија зголемување на личниот доход. Прво, кога би бил на нивно место, да ви кажам наискрено, би се срамел, значи кога 80% од нашиот јаден народ зема до минимален личен доход, а тие преку симните погача. Ми се чини дека овдека ќе обвинам опозицијата која поднесува 1000 и кусур амандмани да не дојде до некакво решение, не е битно дали е во ред или не, но да не мрднат со малиот прст, да речеме Левица и ВМРО ДПМН, да не мрднат со Левица, се плашеле од политичарите, од позицијата да не поминел на седница тој нивни предлог. Абе јас ќе го предложам, ќе ги кажам сите забелешки, дека не ги заслужуваат тие пари и, значи, за сметка на тоа, па кој има толку јако срце, нека гласа против. Сите ќе бидат за. Меѓутоа, оде нешто друго е по мене. Опозицијата рачуна ќе дојде на власт, да рачуна дека овој личен доход треба да остане, треба за нив. Овие веќе се при крај ќе си одат и ми се чини дека секој ал ја волим овој режим. Така, благодарам многу за јавувањето. Ние навистина и сакаме ве што има и денес во огромен број и дискутираме и за вас сме предодредени, така да ова е простор само наменет за граѓаните, каде што апсолутно можете да се слушнете. Добар ден. Добар ден. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори на нашите денешни прашања? Да почнеме со продуктивност, еве, забележувате ли зголемување на продуктивноста во работењето кај функционерите? Функционерите што се рефлектија пат 78%, тоа е многу малку, заради тоа што хран покачи 150-200%. И они со овоја покачување не можат ниш да постигнат за храната да надминат таа криза што ги снајде низ функционерите. Така да треба да се ја покачат платата најмалку едно 200%. 200 до 300% да се ја покачат, а на пензионерите не треба ич да им даа за тоа што не знаат за кого гласат. Мислеа дека убав живот ќе имат, ама испадна обратното. И сега па нека гласат за нив и нека се ја покачуваат само они пензија во платата, а за пензионерите само 500-600, синко добро е 500-600 денара ни покачија. Па добро, чим е добро, така нека ми прават. Нека си покачуваат они платите по 2000-2500 евра плата, нека взимат сега, нека се покачат па 100%, нека взимат по 5000-6000 евра плата,
а пензионерите нека трпат за леп. Така им треба на вие народ. Има една поговорка, додека има овци, че има и кој да ги стриже. Фала, много пријатно. Фала ви многу и вам. Секако продолжете да не гледате. Продолжуваме секако со вас да слушаме нови одговори, коментари, секако сметате ли дека реалниот сектор, дали реалниот сектор ги зголеми платите за 78%? А дали се зголеми функционалноста на функционерите? Особено тоа сакаме да го слушнеме. Дали забележувате промени во работењето? Добар ден! Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Па забележувате ли вака по-голема продуктивност во работењето на функционерите? Ма никако, ништо, то не се осеќа ништо. Него е друга работата. Се Уставниот суд им дозволи нив да покачат на 78 до 80% платата, така? Така. Зашто Уставниот суд не покренуваат иницијатива на тие работници што им фали стажот, што не е платен по 10-15 години, а во Македонија ги има многу? Зашто некогаш тие не покренува таква иницијатива? Само за функционерите може да се покачи. За пензионерите и за тие што им фалят по 10-15 години стаж, никој ништо не преземел, нема преземено ништо. Лично за мене 12 години стаж не ми е признат. И мене фактички секоја година, секој месец од пензијата, мене ми скратуваат најмало по 20 до 50 евра. Што правиме со тоа, кажете ме вие? Ова е интересно да се разгледа и како засебна тема да се треба обработи. да се разгледа. Не сум само ја, тие многу се во Македонија такви. И ги има во Охрид, ги имат во Железара, ајде ги не набројувам, во цела Македонија ги има такви. Лично за мене 12 години стаж мене не ми е признат. Фактички секој месец мене од пензијата ми кратат од 30 до 50 евра пари. Така, благодарам многу што споделивте со она зашто сте вие лично засегнати и секако ќе го разгледаме и ова, па да биде и како посебна тема за која што со вас ќе дискутираме во целост. Ево уште еден твит од Фрајлица. Има напишано, треба и вработените во државна администрација да имаат соодветни плати. Во заграда бар оние што работат, иако 2/3 од нив се неупотребили. Па Бесим им даде 30% на неговите, другите го. Толку за тоа што треба. Отиверували ли не и во државата, администрацијата има луѓе што се утепуваат од работа. Па и ве прашуваме дали забележувате утепување од работа и зголемена продуктивност кај функционерите по покачувањето на платите од 78% и секако дали ќе има зголемување на платите од 78% во реалниот сектор. Добар ден. Добар ден, Македонија. Дали памтите она поговорка, нели во тој совршениот лажен социјализам, учи синко да не работиш? Или нише врата, земе плата беа главни пароли, водилки, нели, зато тој пропадна, го граби, ја го уништија, од и тоа се однесува така, нели, нише врата, земе плата, учи синко да не работиш. Кај ги има тоа, кој систем ги има да не работиш, зато пропадна. И са некој го фантазира дека бил најдобар. Тоа е во минатото, еве сега веќе имавме. А сега исто е. Све е исто, само njega нема. Тие што биле научени од татковци, нивни мајки, што тогаш беа нише врата, земе плата, сега така се однесуваат нивните ќерки и синови. Та иста партија, иста школа е. Во овие 6-7 години, 1 километар автопат не направија, Гулаворник натвори, па кадали фабрика, а се зголемуваат за себе 80% плати, дебели своји плати по 1000 евра, дупло се ги зголемија. Што заслужија? Дека Македонија ја предаваат, ја уништуваат, дека деца во автобус гореа, дека други пациенти гореа во болница, заради тоа имаат право да се зголемат своји плати. А еве со покачувањето на платите ќе има ли зголемување на функционалноста во работењето? Како не. Сега ќе играат многу повеќе фудбал и кошарка на своите работни места во канцеларии. Многу повеќе, но душе може да шетат некаде, нели, било каде на... Така, благодарам што се јавивте во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден.
Добар ден. Продуктивноста е многу зголемена кај политичарите. Колку? А со платите што се изголемија треба уште да се изголемат, оти деноноќно работат на тоа да не побугарат и да не уништат како македонци. Што ќе кажат бугарите, се прифаќат. Што ќе кажат албанците, се прифаќат. Македонецот што ќе каже, ништо не прифаќат. Не се слуша неговиот збор. Нека трпе, нека се побугарува и нека оде по други држави. Јас ке подсетам, иако имав забележав дека нели себе одеше добро, но внимавајте и на употребата на зборовите, погрдни зборови каде што нели еве се удира и на насилство и буквално да не речам немојте ниту да колнете, знаеме дека има многу гнев, но навистина можете да го кажете својот став, а секако и да внимавате на употребата на зборовите. Се може нели и на ниво да биде кажано, а да се поентира она што сакате да го изнесете. Одиме со твитот на Диджини Cut Off, кој што напишал: Господине Бесими, на сите вработени во Република Македонија и на сите пензионери да им ги зголемите примањата за 50%, во вкупен износ ќе бидат помалку отколку покачувањето на вас политичарите од 87%, но еве точната цифра е 78%. Но дали се зголеми функционалноста и продуктивноста кај функционерите, дали забележувате промени од кога им се покачија платите и дали ќе има зголемување на платите од 78%, па еве може би 50%, како што е во твитот, во ке вработените во реалниот сектор. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Тина, секоја почит за вашата телевизија. Благодарам. Јас само ќе ви кажам дека покачување 78% никако. Секоја почит само за Фатмир Бесими и Фатмир Битики. Само тие двајца работат за цела влада. А останатиот сектор, приватниот сектор, се сите клати брата зибај плата, така кажа некој гледач. Благодарам. Благодарам многу за јавувањето. Ете, се надоврзувате со некој од гледачите, се сложувате, да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Еве вака, еден господин рече дека му фали стаж. Добар ден. Да, ве слушаме. Ве слушаме, повелете. Еве вака, фали стаж. Нормално фали, али тројца дилери отидоа, што ни го продаваа стаж. Немаше шанси у бивши сојуз да земеш теренски или ранарина или превоз, камоли плата, ако не даеш у државна каса. Затоа мене не ми одговарат. Ме направија роб, не само мене, 300 и кусур илјади сме. Не одговарат, секој ден им иде. Побиват они 5 врхунски печати. Појди од господинот председател Иванов, па претходниот омбудсмен Изет Меджети господин, па Петар Андерсон Хан, па господин Аво Орев, па секој ден им идам у институции. Господо, завртите у пензиско или у биро за вработување и ќе најдете наше решење. Академик ни уручи. Ете, а ја дали ќе има според вас големување на платите во реалниот сектор за 78%? Што мислите? Дури трае наша залија. Нека качат и... Во ред, благодарам и јас ке побарам да се држите до темата. Сепак, оние кои што може би подоцна ке се вклучат, ке добијат печаток дека зборуваме за нешто сосем друго, а ние сепак денес говориме за тоа дали според вас пред се се зголеми продуктивноста на работењето кај функционерите,
Еве, дали им се зголеми продуктивноста за 78%, оноко колку што се зголемија и нивните плати, и дали ќе има зголемување на платите во реалниот сектор. Добар ден. Ало, добар ден, Кина. Што ќе кажеме за денешнава тема? Да. Предвидувања. Јас сум во програма? Да. Прво сакам да ви се заблагодарам како Телма телевизија, што имавте пред некој ден гостин од министерот за здравство што ви беше, па ни даде малку надеж, да ти кажам наискрено, кај Снежана Лупевска, нели беше? Ни даде малку надеж дека сепак има човек кој се загрижил за нас обичните луѓе. Тука сум презадоволна, пошто човекот се гледаше дека е многу заинтересиран и ми се бендиса. Сега да ти кажам за темава. Значи, ти на вака ќе ти кажам, значи, зошто што се случува уствари? Нас ни е многу убаво, нели 3 денари имавме поевтинување на макароните и 30 денари имаме лед, значи, они се толку заинтересирани за нас, пази, они се зголемија, ама видиш они како се потрудиле, па ние имавме и струја, значи се ни направија како што сакавме и ние уште ќе ги критикуваме, пази, они се потеле, они луѓето толку се измачиле тоа све да ни го безбедат и сега ние се буниме за нивните 78%. Шо се тоа 78% од тина? Они си уживаат, баш им е гајле за нас, обичните луѓе. Дали оној човек имаш еден твит преска, не земале 3 месеци и 20.000 плата, што му е гајле на него? Он си има за 300 поколенија, таму си има обезбедено и станови се. Баш им е гајле за нас. Но морам да напоменам особено нас гајле што мислите ви, односно сакаме да слушнеме и затоа еве ќе се заблагодарам на сите оние кои што се јавуваат во црвена линија активно ја отвараат оваа дискусија. Продолжуваме сега со вас. Добар ден. Добар ден. Па не сум во програма. Да, во црвена линија сте, повелете. Ама не сум, слушам на телевизија сега, друга жена збори. Јас се гледам себе си, не знам која телевизија гледате. Намалете го само тонот на телевизорот. Еве намален тонот на телевизорот. Ете така целосно и само меѓутоа иде претходната господја што зборуваше. Добро. Знаете што да ви кажам? Се јавив, само ме изиритиравте, не сте фер што го исклучивте господинот од Кавадарци или од Емрикапе од каде. Не кажа ниту еден навредлив збор, него ја кажуваше човек од реалноста и фактичката состојба во државата. Јас нема да го повторам зборот што го употреби господинот. Не, јас го вратив назад говорот негов и го пратев и гледав и видов дека воопшто човекот не кажа. Зборот е на Ц, ниту еден навредлив збор. Добро, вие така мислите, ние знаем. Ако вас како емисија ве навредува тоа што кажува дека политичарите ги зголемиле платите. Не. За 80%. А вработените не можат да земат ни 2000 покачување, тоа не знам, треба да се преиспитате вие. Ние нема што да преиспитуваме, еве не сакам да го употребам тој збор кој што го употреби гледачот, а вас секако сакаме да ве слушнеме во однос на темата. Гледате ли продуктивноста дека е зголемена кај функционерите? Тоа на што сакаме да слушнеме, со оглед на тоа што се ги покачија платите за 78% и дали гледате покачување на платите во реалниот сектор за 78%. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Дали гледа некој во Македонија дека постои реален сектор? Па се е нереално. Се е нереално во Македонија. А ја не сум слушнал со зборувал со Демир Капија и не разбрав и за како се работи. Еден неубав погрден збор и затоа беше исклучен. Кој употребува неубави зборови не е стварно долично и човечки, и пристојно и потребно така да се разговара. Меѓутоа, кога би било за покачувањето, за парите, за Македонија, дали има воопшто еден сектор во Македонија што говорат македонци? Нека се запросат овие мои соговорници, градските лагодни луѓе што живеат по градовите и зимаат 50 години веќе пара без мака, дали плати, дали пензии, нека се запрошат во чии рат да отиде Македонија. Кој раководи со Македонија? Дали овој наш премиер што го викаат Кумановски има влијание врз било која од државните власти во Македонија, дали полиција, дали армија, дали било што, да поднесува оставка и да не му да прифаќат и да кинат и да се молчи. Да плачкаат милиони, да ги нема милионице никаде, да се даваат
кој како сака и да молчиме сите. Да се задолжува државата на секој може начин и еве сега пак бараат пари да прават обврзници, народот да дава, да купува. Тие пари повеќе народот никош нема да види тие изрази кај ќе е со Македонија. Одиме со реклами. По рекламите повторно од Црвена линија, но во неделя каде што е време и да ви ги соопштам резултатите од Instagram Story анкетата на Црвена линија за денес. На прашањето се зголеми ли продуктивноста на функционерите за 78%, со да одговорија 8%, со не одговорија 92%. Ке ве посетам, кликнете на Инстаграм, да следете Црвена линија и веќе бидете утре дел од оние кои што ќе одговараат на нашите анкети. А сега дојде време да ја зголемиме продуктивноста во однос на тоа што се нарекува добра забава, многу знаење и уште повеќе награди. Тоа значи дека за многу кусо време ќе ме видите во другата димензија, каде што имаме за 100% зголемување на расположението, но и на доделувањето на наградите. И за тоа и да ве подготвам. Одиме со првото прашање кое што ќе се падне во завртина Тилма. Значи, холандски фудбалер Јохан Кројф носеше нестандарден број на дресот. Кој број на дресот го носеше? Кој е свето животно во Тајланд, слон или крава? Забележете и ова. Кое овоше му помогнало на Исак Њутон во откривањето на законот за гравитација. Потоа еве уште едно прашање ви откривам, а тоа е во која шума се крил Робин Худ со дружината. И дури 5 прашања откриваме, а последното е на колку временски зони е поделена планетата Земја. Јас нема да се делам, само ќе се споделам со вас во завртина Тилма и ве чекам сите вас од Црвена линија да се вклучите во оваа забава и да се освоите една супер вредна награда. Се гледаме.